Добро вечер, 20 часот, ова е вториот дневник на Ултра, јас сум Зоран Јовановски. Масовен протест на плоштадот и централните градски булевари во Тетово против загадувањето. Следат и останатите содржини. Се излија реката Банјешница во Гостивар и ја поплави истоимената населба. Надлежните си ја префрлаат одговорноста. Тетовци масовно излегоа на протест против загадувањето, бараат од надлежните соодветни мерки за почист воздух. За секој лек од аптека има билка во природата. Упатените велат дека се повеќе се бараат природни лекови, а помалку синтетички. Обилните врнежи во Гостиварско допринесоа да се излее реката Банјешница и да ја поплави истоимената населба. Според Дирекцијата за заштита и спасување, за ова е виновна локалната самоуправа, а оттаму ги отфрлаат обвинувањата. Покрај Банјешница, во Гостивар има уште неколку критични точки на кои е можно излевање на Вардар и Врапчишка река. Во понеделникот населбата Банјешница беше поплавена. Тогаш Дирекцијата за заштита и спасување беше на терен и ги согледа состојбите. Ненавременото интервенирање на належните служби допринесе да реката Банјешница повторно се излее од своето речно корито и да ја поплави истоимената населба. Денес службите се на терен и го расчистуваат коритото, но населбата е целосно под вода. Дирекцијата за заштита и спасување вината за денешните поплави е префрла на локалната самоуправа, како што тврдат. Општината ненавремено поднела барање до дирекцијата за истата да може да интервенира. Без нивно барање и без барање помош од локалната, тоест од градоначалникот, ние не може да излеземе на терен. Ние проследивме ситуацијата во Скопје, ми рекоа барање од градоначалникот, тоа вчера се случи, меѓутоа малку покасно беше барањето. Вчера интервенирахме во Форино, испод мостот на едно 50 метри го проширихме речното корито и таму ситуацијата имахме претходната вечер најава дека има поплава, излеговме на терен, имаше неколку куќи поплавени, че во текот на вчерашниот ден овој потек го средихме. Имаме ли некои други критични точки во градот? Критични точки секако имаме. Тоа е Мало Турчане, испод моста овде кај Кланицата, Тумчевиште ни се јавува како критична точка и во регион Гостивар, бидејќи ние го покриваме и општина Врапчиште и општина Маврово Ростуше, овде некој пати има излевање на Врапчишка река и дел на Мазрача, село Неготино. Локалната самоуправа овој проблем го гледа од друг агол, како што изјави шефот на градоначалничкиот кабинет Башким Хасани, кој живее во Банјешница. Проблемот може да се среди само со рушење на малиот мост и изградба на нов. И ние како општина и други надлежни институции интервенирале на време, значи пред една недела интервениравме и ние како општина во расчистување на каналот и надлежниве други институции и денеска и вчера имаат интервенирано, но во таа населба веќе овој проблем е долгогодишен проблем, така да не може само со интервенција на расчистување на каналот да се реши целиот овој проблем. Жителите се огорчени од институциите, велат дека има објекти кои се целосно поплавени. Во сите куќима има влезена вода, имамо тука еден инвалид кој не може ни да излезе на двор, кај него поплава до кров скоро, а никој ништо не му помага. Според податоците на Дирекцијата за заштита и спасување, можност од поплави има во Форино и Балиндол, села сместени во течението на Вардар и во селото Тумчевиште, каде секој момент можно е да дојде до излевање на Врапчишка река. Состојбата со Вардар во општина Егуновце засега е под контрола. Нивото е на критично ниво, но општината велат дека будно ја следат состојбата. Од Агенцијата за храна и ветеринарство апелираат на внимателност од можни заразни болести во поплавените региони. Нивото на Вардар во општина Јегуновце е зголемено, но се уште под контрола. Проблем имаат земјоделците поради појавата на подземните води. На некои места целиот постев е под вода, велат од општината. Додаваат дека состојбата будно се следи. Обилните врнежи, топењето на снегот и надоаѓањето на водите од мавровските електрани се причините поради кои секоја година жителите на оваа општина се соочуваат со поплави. Најкритично е во селата Раотинце, Копанце, Туденце и Јегуновце. Од Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија со препораки до жителите на поплавените места.
да се заштитат од можни инфекции и заразни болести. Водата да не се користи доколку е заматена, се додека не се потврди нејзината безбедност. За готвење, пиење и капење да се користи пакувана или вода од цистерни. Храната да се подготвува со безбедна вода и задолжително термички да се обработи на температура од 70 степени Целзиусови. Од денеска земјава е под повторна циклонска активност. Врнежите во Полошкиот регион се позасилени. Најавите од метеоролозите се дека тие ќе траат и во текот на целиот викенд. По денешните обилни врнежи од дожд, нови врнежи за во Полошко од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат за утре вечер. Викендов не очекуваат и пониски температури. Предпладне во западните делови од земјава беа под влијание на циклонска активност и влажни воздушни маси кои условија облачно време со врнежи од дожд кои на повеќе места беа интензивни. Така во Тетово до 13 часот се измерени 17 литри на метар квадратен воден талок. Во 14 часот во Тетово преовладува облачно време со температура на воздухот до 8 степени, а релативната влажност 86%. Врнежи во околупладне и во попладнените часови во Тетово не се очекува, до крајот на денот ќе преовладува претежно облачно време со слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Во текот на утрешниот ден ќе преовладува во земјава променливо облачно време, а во попладневните и во вечерните часови во западните делови ќе има повремени локални врнежи од дожд и снег. Во Тетово утре ќе преовладува претежно облачно време, не се очекуваат некои врнежи, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Температурата на воздухот утре во Тетово, утринската ќе се движи околу нулата, а дневната највисока температура ќе достигне до 4 степени. Во недела претежно облачно време и постудено со слаби локални врнежи, повеќе ќе бидат од снег и со умерен, а во попладневните часови и во вечерните засилен северен ветер. Утринските температури во недела ќе се движат од минус 4 до 3, а дневните од 1 до 8 степени. Од понеделник и во вторник ќе дува засилен до силен северен ветер, кој ќе услови студено време. Во понеделник ќе има услови за провејување на слаб снег. Утринските температури ќе бидат негативни во интервалот од минус 5 до 2, а дневните значително пониски од минус 3 до 4 степени, а во вторник слична температура од минус 4 до 3 степени. Тетовци масовно излегуа на протест против загадувањето. Се собраа на градскиот плоштад, а потоа маршираа по главните градски булевари. Бараат од надлежните соодветни мерки за да имаме почист воздух. Тетовци го вклучи алармот, се собраа на протестен марш за да го искажат своето незадоволство од степенот на загаденост на воздухот кој секојдневно го дишат. Со маски на лицата се заштитуваат себе си, но пред се грижат за здравјето на своите деца и внуци. Не знаем како да се заштитим. Тражимо помош тражимо. Тоа е. Се чувствува ли загаденоста, мириса? Како не? Цел ден од сабален па до навечер. Крајно ова прашање владата да го реши ова барање на нашиот народ овде во Македонија. Апелирате ли младите да носат маски кога излегуваат? Па сигурно да. Јас сум за тоа. И до кога вака? До кога владата не донесе одлука за да се запре или да се стават филтер на Југохром. Инаку ние ќе продолжиме. Мора да се заштитиме, инаку сите ќе умреме. Слушам дека во Европа трето место ние сме најзагаден град. Па како може да не излеземе кога нашите деца тоа го дишат? И не знам, не можем да разберем колку кој е овдека глава и што може да го запре тоа. Само за еден бизнисмен или некој фабрикант цел град 200.000 жители најмалку да тргаат од тоа.
Не знам кој е крив. Не молчи, крени го гласот беше мотото на протестот, организиран од движењето Екогерила. Бараат од владата и надлежните да стават крај, како што велат, на овој еколошки геноцид. Нивна е работа да се грижат за животот и здравјето на граѓаните. И затоа бараме од нив да не бидат адвокати на загадувачите или на големите корпорации, него да бидат на страната на граѓаните. Тука сите се труеме, без разлика на етничка, религиозна или било која друга припадност. И затоа, значи, ова игра е многу опасна и затоа сме тука денеска да протестираме. Поради интензивните врнежи од дожд денеска нивото на загаденост се спушти речиси во нормала. Но вчера вечер концентрацијата на PM10 честичките се искачи на 900 микрограми на метар кубен. Европската Унија со декларации кажале дека до 50 милиграми на метар кубен може да се дозволи, ама само 25 дена во текот на годината. А ние имаме 365 дена со 1000% зголемување на овие честици. Од Државниот инспекторат за животна средина велат дека работата на Југохром секојдневно се контролира, откако пред извесен период самоволно беше пуштена во функција уште една печка. Според надлежните, индустријата игра значајна улога во аерозагадувањето, но за тоа придонесува и густиот тетовски сообраќај. Се повеќе се избегнуваат синтетичките лекови добиени во лабораториите, тврдат упатените. Луѓето се исплашени од несаканите дејства на лековите и од многуте фармацевски афери во светот. Богатството од билки во земјава за многу лекови од аптека нуди тревка во природата. Луѓето се почесто избегнуваат терапијата базирана на фармацевски производи, бидејќи се исплашени од несаканите дејства. Замена за хемиски изработените лекови се лековитите билки во земјава, но мора многу да се внимава каде се собират и од кого се купуваат и дали правилно се приготвуваат. Во последно време, значи, повеќе се заинтересирани да се лечат на билна ствар, на билна работа, значи нешто подобро од антибиотик, прво и да ти пробуваат на природна работа, да биде добро и до сега сме доста успешни у таа работа, значи и храната исто така се троши доста, заинтересирани се да се хранат здраво, значи здрав организам. Зашто најконкретно барате лек? Најконкретно, значи сега моментално овој период се бара, значи за имунитет, за кашлица, за бронхит, за све тоа имаме да понудиме, значи има чаеви, миксови на билна база, што е тие се миксови од 20 компоненти што се состојат и се доста ефективни со редовна употреба, се се подобри и подобри. Тинктура од корен од валеријана за стрес, несоница и за нервоза, камилица за болки и воспаленија, семе од коприва за анемија, се само дел од многуте билки кои може да го помогнат лечењето. Најголема е заинтересираноста за билките кои го подобруваат имунитетот и ја намалуваат подоеноста во стомакот. Сега кога владее сезоната на грип, најчесто барни се чаевите кои облажуваат кашлицата. Одложено е воведувањето фискални апарати со GPRS уред за сите такси превозници, информираат од Управата за јавни приходи. Оттаму велат дека останатите ДДВ обврзници имаат поставено каси што помага за онлайн следење на готовинскиот промет. За 9000 такси превозници се пролонгира рокот за воведување и регистрација на фискални апарати со GPRS уред. Согласно одлуката на владата, вршителите на такси превозот се ослободуваат од обврската за користење на интегриран автоматски систем за управување од 1 февруари до 31 декември годинава. Од Управата за јавни приходи информираат и дека околу 54.555 фискални апарати се веќе инсталирани. Со тоа возможено е онлайн следење на готовинскиот промет од секој фискален апарат, односно следење на финансиските извештаи и прометот на даночните обврзници во реално време. Сите оние кои досега вовеле апарат со GPRS уред, потребно е да отпочнат процедура за дерегистрација на старите фискални каси. Дерегистрацијата се врши со поднесување на пријава за престанок на регистрација на фискален систем на опрема, кој може да се превземе од веб страната на УЈАП.
Тука е крајот на вториот дневник на Ултра. Бидете со нас и утре од 16:30 и од 20 часот. Пријатна вечер.